Општина Виница започнува со изработка на нова стратегија за локален економски развој со поставување на нови приоритети во функција на граѓаните, откако претходно ќе изврши ревизија на старата, чија важност заврши минатата година. Советот, чии представници ќе земат активно учество во работната група, вчера даде едногласна поддршка за изработката на овој битен документ. Формирана е работна група од 25 членови, тоа се институции, Сдружение на граѓани, невладини организации и други граѓани на општина Виница кои во наредниот период преку своји предлози, сугестии и идеи треба да ја донесат новата стратегија за локален економски развој. Очекуваме дека ќе има добри предлози. Оваа програма треба да биде за наредниот период од 5 години, односно 2016-2021 година, по која општина Виница ќе ги крои следните периоди со нови проекти. На дополнување на скромниот општински буџет се очекува од продажбата на нови 11 парцели кои се опфатени со новата програма за управување со градежно земјиште, која се најде на дневен ред на вчерашната 29-та редовна седница. Предмет на програмата е продажба во наредниот период на градежно неизградено земјиште и тоа 6 парцели во делот на индивидуално домување, 2 парцели се со ознака Е2, односно за производство на електрична енергија, парцели каде што може да се сместат фотоволтаици, гасни станици и така натаму и така натаму. 2 парцели се предвидени за индивидуално домување, односно за изградба на стамбени згради и една парцела е градежно неизградено земјиште за лесна индустрија. Почетната цена на сите овие парцели е 61 денар, односно 1 евро, и бидејќи постои огромен интерес за парцелите токму за индивидуално домување, очекуваме дека цената ќе стигне некаде до 8 до 10 евра по метар квадратен. За другите парцели очекуваме да се јават заинтересирани страни, посебно во делот на колективното домување за изградба на стамбени згради, бидејќи општина Виница подолго време ги има овие парцели донесени како детален урбанистички план, меѓутоа до сега немаме заинтересирани. Се надеваме дека оваа година ќе се јават заинтересирани, така да и овие парцели конечно почнат со изградба. На вчерашната седница Советот го усвои елаборатот за проценка и утврдување на висината на штетите од елементарните непогоди, чија финансиска конструкција се заокружува на околу 14 милиони денари. Најкоментирана и најдискутабилна беше информацијата за состојбата со невработеноста во Виница. Советот ја подржа и предлог одлуката за стипендирање на ученици од текстилната струка, а се даде и зелено светло за изградба на спомен обележје на револуционерот Ангел Винички.